По 2,5 години од преземање на капацитетите на поранешниот Жито Вардар, новите собственици фамилијата Атанасови, свињарската фарма во Виничко Пеклани ја поставија на здрави нозе. Со квалитетна стратегија, секојдневно инвестираат во подобрување на квантитетот и на квалитетот на фармата, која беше речиси пред затварање. Вини фарма работи со капацитет од 700 мајки и произведуваме годишно, за 2015 година произведовме 15.000 товленици. Бројот на вработени е 40 во фармата. Кога ја купивме фармата од Жито Вардар, наследивме 24 вработени. Со самото добро работење на фармата стигнавме во моментот да згрижуваме негде околу 40 на вработени. На почетокот на работењето минимални беа платите, со тоа што во овој извесен период дојде до подигнување на 50% на платите кај гротото на вработени. Новите собственици го надминаа и долгогодишниот проблем со излевањето на фекалиите во Пекланска река, имплементирањето на интегрирана дозвола со воведување еколошки стандарди, кои успешно се вклопуваат во зелениот мир кој го нуди ова еколошко подрачје. Постојат 3-месечни, 6-месечни, годишни извештаи кои што ги поднесуваме до Министерството за животна средина и доаѓаат фирми што се лиценцирани за испитување на воздухот, на водата, на бучалата, со тоа што го имаме решено проблемот со истечувањето на подземните води и на фекалиите спрема реката. Имаме направено голема собирна јама по сите стандарди на еколошката дозвола. Нивните планови не застануваат овде. Свињарството со поддршката која дава државата има квалитетна перспектива. Има перспектива во свињарството. Секој што сака да напредува, треба дел од профитот и од субвенциите да се инвестираат во модерните технологии и во човечки ресурси нормално, каде што сите тие нови методи на работа ќе се пратат и ќе се имплементираат за да може да добиеме добар производ, добар товарник за пократок рок, со помалку храна и ќе ни донесе поголем профит за благосостојба на целата фарма и за сите вработени и на крај за собствениците. Во Македонија во моментот има неколку големи фарми кои ги задоволуваат потребите на домашниот пазар со квалитетно свинско месо, додека потребите за јунешко и пилешко месо се уште се надополнуваат со увоз од соседството.